Премиерот Христијан Мицковски најави есенски и зимски кошнички, а исто замрзнување цени на основните прехранбени артикли најави и министерот за економија Бесар Дурмиши. Предстои согласување кое ќе опфати многу основни прехранбени артикли, но и сите земјоделски производи. Изјави вчера министерот Дурмиши. Кои цени на основните производи на граѓаните им се највисоки? Сирењето е веќе отидено 500 у висина. Кашкавал, то не смееш да... Млечните и они одеа нагоре по некој денар. Се е скапо. Например? Се. Според граѓаните за пристоен живот, цените не треба да се замрзнуваат, туку да се намалат. Намалена лево, па после што друго да речеме? Со месното сирење тие млечни производи да паднат доле. Најмногу сметам дека те млечните производи, тоа е страшно скапо. Ако едно сирење, една парче сирење на грудка да сиреш викам 500 динара, мислам дека млечните производи и суромесите најскапи. Секој сака да апни кашкавал и сирење и се. Ама, па млечните производи. Намалување на цените очекуваат и од синдикатот, велат потрошувачката кошничка станува се поскапа. Нормално и како синдикат и досега и одсега секогаш ќе бараме да се намалат цените, бидејќи со растот до сегашен кој што до сега пораснаа цените, видовме дека се зголеми минималната кошничка во износот и тоа негде од јануар месец до сега за 4600 денари, што значи обезвреднување на минималната плата, а со тоа и неслучајно бараме покачување на минималната плата. Доколку најде владата начин да ги поевтини цените на основните прехранбени продукти, јас се надевам дека ќе се ублажи нормално на финансиска криза кај работниците. Есента која предстои ценовно и економски секогаш е турбулентна, бидејќи бара големи семејни трошоци. Пари треба за се, а од платите ретко кој е задоволен.